Доаѓајќи гостите во студиото 3 на Македонската телевизија, тема која што подеднакво е актуелна и за која треба гласно да се говори исто така. Пред календарскиот почеток на летото имаме метео појави некарактеристични за периодот од годината. Што се случува на тема клима? Можеме ли нешто да превенираме? Се теми на кои разговараме со универзитетскиот професор Владо Спиридонов, заедно со него и Мартина Петковска, единствениот студент на студии по метеорологија. Добре ни дојдовте. Благодариме за поканата. Добро утро. Добро утро. Професор, ќе започнеме еве со вас. Изминативе 24 часа имаме предупредување од алатката Нотас, на која што вие особено сте горд, за невреме во југоисточна Македонија. Имаме некаква најава и за невреме во Србија. Изминативе денови имавме невреме во Хрватска, страшните сцени ни пристигнуваат од Германија, од друга страна, во однос на поплавите, а во Индија топло температура над 50 целзиусови степени. Повторно го поставуваме истото прашање. Што ни се случува, професор? Така, ние сега влегуваме во лето. Наскоро, и календарски ќе дојде летото. Атмосферата, приземниот слој, површината на земјата се повеќе се загрева. Живееме во умерените географски ширини. Така да во услови на загрејана атмосфера и кога има прилив на влага и кога се задоволуваат одредени атмосферски услови, се развиваат грмотевични облаци. Тоа е карактеристично сега за овој период, во ова подневје. Сега на почетокот споменавте клима, сега ние ги поврзуваме и работите околу интензитетот на овие атмосферски системи и временски настани, ги поврзуваме со климатските промени, бидејќи една од негативните консеквенции на климатските промени е токму тоа што планетата е загрејана за околу 1,1 степен, атмосферата држи повеќе влага до 7%, а нарушениот атмосферски баланс, на целата планета и присуството неравномерно распределено на водената пара во атмосферата се дополнителни фактори за иницирање на многу по-опасни грмотевични процеси. Ако немавме пролет карактеристична каква што веќе ние знаеме, тогаш какво лето ќе имаме, професор? Можеме ли да направиме една долгорочна прогноза? Тоа е во контекст на метеорологијата како современа научна дисциплина, нумеричката прогноза на времето и остварливоста, знаеме во кои рамки се имаме оправданост односно доверба, меѓутоа кога станува збор за сезонски односно долгорочни временски прогнози, тие се со една помала временска остварливост, затоа што проникнуваме во други атмосферски процеси, интеракции помеѓу океаните, морињата, загрејаност на површината на морињата, и понатаму распределба на температурата на целата планета и затоа овие модели што на некој начин проникнуваат во тие подолгорочни процеси даваат ориентациона информација. Според тие анализи, речем на Европскиот центар за среднорочна прогноза, американскиот модел и многу други останати алатки, а и институциите што се бавеа со анализи какво лето ќе биде ова, сите се согласуваат дека ова лето, оваа година, ќе биде потопло за 1 до 2 степени во овој појас во Југоисточна Европа и во Македонија. Граѓаните реагираа изминатиот период на оние предупредувања па и од управата за хидрометеоролошки работи за можни невремени нестабилност, велики дека внесуваат страф и паника. Сметате ли дека тоа треба да се прави на начин на кој што се прави, бидејќи вчера прочитав и неколку изјави, да речеме, од ваши колеги од Европа и Америка, кои што велат дека тоа не се прави со цел да се внесе страф и паника, туку се прави со цел да се превенираат идни штети и големи последици. Така. Да го разјасниме и ова прашање. Секој национален сервис во секоја држава е одговорен согласно закон. Да регулира таа материја, односно во делот на временска прогноза, во делот на временски најави и така натаму, и се развива одреден протокол како тоа се координира со институциите во системот, односно со владата, со кризниот штаб, со Центарот за управување со кризи и Агенцијата за заштита и спасување. Тука се има протокол, има закон. Тие се надлежни институции во сите држави во светот да едноставно ги координираат тие активности, затоа што во спротивно би настанал хаос ако секој за себе индивидуално, едноставно издава такви најави, тогаш нема да имаме навистина она репрезентативна институција која тоа го прави. Кај нас тоа е управата и тие треба да се следат најави, бидејќи
Нашата земја е членка на Светската метеоролошка организација, членка на Европската асоциација за метеорологија, на Европската сателитска организација и на Европскиот центар за среднорочна прогноза на времето. Ние сме обврзани да ги следиме тие програми и сите оние, да речеме, гајдлајнови, односно упатства кои што се наведуваат во делот на развивањето на тој ЕУ метео аларм, во кој што спаѓа и Македонија и нашата институција УХАМАРА, тие се издаваат секојдневно метео аларми предупредување. Сега, ако дозволите само, кога станува збор за вакви индивидуални, значи платформи, креативни алатки, кои што навистина може да дадат допринос во едно општество и локално, меѓутоа и на повисоко, па и пошироко во Европа и во светот, тие може да се почитуваат ако покажале одредени резултати, ако се научно верифицирани и може да се вклучат односно во проценка да ги користат институциите што ги наведов пред малку, како консултативни, односно граѓаните да ги гледаат, тоа е нивно право, меѓутоа не се обврзувачки овие информации, како што го споменавте, нотас, иако истата алатка покаже извонредни резултати. И многу релевантна, да. Во проценките, односно во прогнозата, предвидувањата пред се, и понатаму во издавањето на алерти за временски непогоди. Разговорот го започнав, професоре, со прашањето што ни се случува со климата. И се почесто го поставуваме како прашање, бидејќи навистина имаме метеоролошки појави кои што не можеме да ги објасниме. Тоа како прашање го поставуваме до вас, стручните лица, кои за жал ве има се помалку. Денеска ни дојдовте во утринската програма со единствената студентка по метеорологија. Ако оваа тема е една од најактуелните во 21. век, зошто нема интерес за студии? Навистина јас се прашувам зошто е тоа така кога живееме, убаво кажавте, во време на климатски промени, екстремни временски настани. Ова лето ќе имаме и позачестени топлотни бранови, ќе имаме и тропски ноќи, ќе имаме и тропски денови, ќе имаме и спојава на суши, меѓутоа и некоја суперкелиска бура ќе знае да едноставно да зазвони на вратата, што ќе биде доста неповолно, бидејќи ви ги кажав основните да речам последици кои што ги прават климатските промени во различни области на нашата планета. Едноставно мора системски да се пристапи, да се разбере суштината и општественото значење на ова наша дисциплина, која што се нарекува метеорологија, која што спаѓа дел од општествениот корпус на цивилизација и култура на едно општество. И сега сакам да додадам дека едноставно можеби младите не наоѓаат интерес во делот на физиката на атмосфера на Природно-математичкиот факултет на Институтот за физика, бидејќи едноставно размислуваат дека се ограничени можностите за нивниот вработување. Меѓутоа не е така. Ограничени ли се? Не се ограничени затоа што реков дека метеорологијата има интердисциплинарен пристап и ке се повеќе ќе се користи во сите сектори во државата, вклучувајќи енергија, транспорт, здравство, животна средина, покрај овие основни институции што се, да речам, хидрометеоролошката управа, односно во рамките на цивилната воздушна пловидба за метеослужбата и така натаму, за потребите на цивилната воздушна пловидба. Медиумите, меѓу другото, исто така, информирајќи во секој информативен појас, имаат потреба и од луѓе кои што се разбираат во оваа професија. За презентирање на времето, за аналитични работи, ке требаат хидролози, ке требаат метеоролози, ке треба климатолози, ке треба оние кои што ќе бидат вклучени во прогноза на времето, во осигурителните компании, во медиумите, вие рековте. Тоа е една, значи, сестрана потреба од млади метеоролози кои што во иднина треба да си го најдат своето место во нашето општество. Мартина, единствена на метеорологија во моментов, од каде желбата за оваа професија? Па уште како од мала имав желба за природните науки, односно за изучување на физика, математика, географија и така како со текот на годините раснев, созревав, всушност одлучив дека Природно-математичкиот факултет е најдобрата опција за моето понатамошно образование. И така, додека ги разгледував студиите на Институтот за физика, затоа што физика ја одбрав дека јас таму ќе студирам, забележав дека геофизика и метеорологија ми е една од најпримамливи струки и затоа се запишав таму во 2021 година и за жал само јас се запишав и останав само една
во Македонија што студира на тие студии. Оцекот метеорологија. Сега со другите предмети имате можност да слушате заеднички предмети со други студенти од ПМФ и имате можност да искомуницирате со некои колеги. Меѓутоа има предмети на кои што вие сте сама и единствени. Сега пред разговорот ве прашав како е да си сам и единствен студент на одредена струка, ми велите и бидејќи немате нели честа комуникација или можност да размените знаења со студенти по одреден предмет, велите професорот Спиридонов е мојот колега со кој што сум во постојат контакт. Така е, јас имам повеќе предмети, значи ние за да дипломираме треба да изучиме 40 предмети и тие некои предмети на мене ми се стручни од смерот. Стручните предмети од смерот, бидејќи сум сама, ги поминувам со професорот Владо Спиридонов. Некаде околу 10 предмети имаме. Што не е малку. Да, и моментално поминавме 3 предмети заедно. Супер ми беше овие 2 семестра, бидејќи од 5-тиот семестар некаде се изучуваат стручните предмети, додека првите 2 години беа предмети кои ги изучував со сите колеги од сите смерови. Тие предмети беа доста комплексни, затоа што бараат многу внимание, посветеност, изучување, решавање на константно задачи, а предметите што се кај професорот Владо од друга страна се многу интересни, многу ми се примамливи за учење. Кога ќе дојдам дома, прво нешто што сакам да прочитаме тоа што денеска сме го поминале со професорот. Предметите имаат интересна примена затоа што професорот тоа го прави ние всушност да го видиме. Имаме различни симулации, имаме пуштаме временски прогнози, решаваме некои задачи, се тоа го имам видено, за разлика од другите предмети како што се математиките, тие мора да се решаваат, значи ти мора да седнеш дома и да решаваш. Која година сте? Јас сум 3-та година. 3-та година, вие станува уште една. Така е. Каде по завршувањето на студиите, каде се гледате, Мартина? По завршувањето на студиите, искрено да ви кажам, бидејќи ние го носиме префиксот како инженери, се надевам дека тоа баре малку ќе ни се исплати, затоа што сите го подценуваат природно-математичкиот факултет, но не треба, бидејќи е многу убав и сестрам факултет. Можете да се запослите на многу различни позиции. Например, прво ќе почнем од тоа дека бидејќи фали кадар во образованието, може да се запослите како професори. Но бидејќи смерот ми е сосема на друга страна, се надевам дека еден ден ќе се запослам по... Каде точно? Која е вашата желба? Па искрено да ви кажам, мојата желба прво во некои институциите, како што се УХМР, а второ е на аеродром. Професоре, сосема за крај ни лет на времето и секогаш ми се интересни овие разговори со вас. Има ли потреба во моментов пазарот на трудот? Нуди ли можности за овие кадри да најдат своја работа? Колку дипломирани студенти, некаде во една минута да одговориме, колку дипломирани студенти имаме последниве 10 години, дали истите работат? Да, ќе одговориме. Значи има неколкумина кои што се уште не се вработени, за жал. Тоа мора подитно да се размислува ако тие веќе, иако работат на други професии, тие да си го најдат своето место, значи во овие институции што ги спомена претходно, или во матичната институција, едната или другата на аеродром. Понатаму, само да дополнам, значи Мартина, колешката, кажа многу убави зборови и благодарам, меѓутоа, да кажеме дека сега она работи по старата програма. Ние имаме ново акредитирана програма по метеорологија, каде метеорологијата се изучува уште од првиот семестар. Со воведен нов предмет наука за планетата Земја. Дополнително би сакал да кажам, вчера деканот не израдува, деканот на ПМФ не израдува, дека добивме нова акредитација за втор циклус студии, за мастер студии по метеорологија за прв пат на ПМФ. Значи, така да тие трајат една година. Сега сите оние што сакаат мала доквалификација, не мора да се метеоролози дипломирани. Може да се само од природните науки и технички науки, да не бидат од општествени науки, да се запишат и за една година, 2 семестри да бидат магистри по физика на атмосфера, метеорологија. Ги очекуваме уписите за новата 2024-2025, ќе дискутираме по истите да видиме дали има интерес и колку се запишале. Во меѓувреме, професори, ние сакаме да ја видиме Мартина на дело, па подготвивме една многу сериозна задача ване. Мартина, какво време ќе имаме денес? Може ли да кажеме, додека ја гледаме ние метеокартата, да се навикнеш полека кога ќе ги заврши студиите, ќе ти се јавуваме редовно за временска прогноза. Како тоа би изгледало? Ова пред нас што го гледаш е твојот водич, може и да видиме картата за метеопрогнозата, колеги.
Ајде, Мартина, повели. Добро утро. Денеска времето во Македонија ќе биде сончево и топло, со мала до умерена облачност. Ќе дува претежно ветер од западниот правец. УВ индексот денеска ќе се искачи на бројот 8. Во Скопје и околината денеска ќе имаме променливо облачно и многу топло време. Во текот на денот ќе дува ветер од југозападниот правец. Благодариме. Ова ти беше дел од практичната настава, професоре, може така да кажеме. Положи со 10 практично, професоре. Благодариме. Благодарам и на вас.